Стануваме на тема туризам. Следниот соговорник не е очекуван на Skype. Каква туристичка понуда имаме годинава? Какви се цените? Каква ќе биде заработката на туристичките работници? Се прашања на кои што бараме одговори од председателот на Сдруженијето на хотели, ресторани, кафетерии и автокампови Крста Блажевски. Добро утро, господине Блажевски. Благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија наутро. Добро утро и благодарам на поканата. Ако денот се познава по утрото, тоа значи дека пред сезоната ни даде многу убава најава за тоа каква летна туристичка сезона ќе имаме. Исполнети ли се туристичките капацитети во моментов и од каде се имаме туристи? Најавата што дадовме пред 2 месеци веќе исполнета за овој период и ја надминуваме. Исполнетост од минатите години, од најдобрите години имаме 20% повеќе. Гости имаме од Холандија, Турција, Полска, околните наши земји, сите случувајќи и од други подалечни места. Многу се чести да се видат автобусите низ Охрид, како има гужви, се прават гужви, значи решавање на тоа сообраќајен метеж треба да биде малце на повисоко. И се досега се одвива како што е планирано. Недостатокот на работна сила, господине Блажевски, е повторна актуелна тема за која што дискутираме и во ова линковско вклучување. Што се случува со работната сила? Ја имаме ли домашна, увезовме ли од некаде, како истите се снаоѓаат? И доволно ли се зборуваше за увезување на една поголема бројка, но за сега има 10% од тоа што се зборуваше. Тие работници си ги работат своите задачи, некои од нив дојдоа и напуштија, значи беа со намера да продолжат од Македонија понатаму, но тие што се останати се добри и си ја работат твојата работа. Имаме вклучување на доста млади овие 2-3 сезони, да кажам. Значи млади, кој ќе кажеме, тоа значи од 15 до 20 години. Значи све што е легално да може да работи. Овие деца исто така се послушни, сакаат да учат и нормално е, не можеме да очекуваме од нив исто како другите вработени. Но за некои задачи може да ги исполнат нивните барања. Со стартот на економската криза имаме покачување на цените во сите сегменти од живењето, па и на тема туризам. Какви се цените во туристичките центри во овој период и станува ли летувањето во Македонија луксус за нашите граѓани? Може да се каже дека се уште не. Нели према покачувањето на платите и така натаму. Ништо повеќе не се поскапени цените во приватниот смештај и во хотелите. Уште остануваме една поевтина дестинација во областа и можда и тоа е еден дел што затоа и се полнат сите капацитети на Охрид и Струга. Цените може да се каже дека се движат од 20 до 50 евра по особа, зависи што имате, дали е само доручек вечера, цел пансион, all inclusive се нуди, така да има многу широка понуда. И она за што секако сакам да проговориме е тоа дека една туристичка дестинација апсолутно атрактивна ја прави понудата. Имаме ли квалитетна понуда оваа година за да привлечеме што поголем број на туристи? Природните убавини се тие кои што ги имаме и треба да работиме на нивна заштита апсолутно, но на секој турист му е потребна дополнителна понуда за да дојде во одреден туристички центар. Како ќе им го задржиме вниманието? Секако. Само би надополнал на ова дека од сите странски гости кои доаѓаат од други земји, значи може да се каже над 70% од гостите сите денови излегуваат и бараат нешто да прават тој ден различно, да не биде само седење, плажа, бањање во езеро и така. Значи од година во година на овој крај се добиваат поголеми понуди, разноразни понуди, што се
барани од странските туристи и со тоа пробуваме да ги задоволиме сите нивни барања. И некако постојано го ставаме и фокусот на странските туристи, па морам да прашам, ги имаме ли домашните на крајбрежјето Охридско, доаѓаат ли нашите во туристичките центри? Секако дека доаѓаат. Странските ги зборуваме затоа што тие ги полнат повеќе хотелските капацитети. Така, да. А нашите ги има и во хотелските капацитети, но ги има многу и во приватен смештај. Значи, да не забораваме дека 30-40% од Охрид, сите станови се на наши граѓани. И ако бројките и статистиките се овие кои што ги кажавте, некако да го заокружиме разговорот, ќе рушиме ли рекорди во посетеност, господине Блажевски, оваа летна туристичка сезона? Да, секако, како што спомнав, значи, до сега оди све перфектно. И се надеваме дека така ќе биде до крајот на сезоната. Благодарам многу за гостувањето. На Skype го имавме господинот Крсте Блажевски од Хотам, со кој што продискутиравме за тоа како стартуваше летната туристичка сезона и многу ме радува информацијата дека според најавите, а и ово што го имаме фактички на терен, ќе срушиме рекорди во поглед на посетеност. Од каде се ќе имаме туристи, каква ќе биде понудата и дали тие ќе бидат задоволни од истата, тоа ќе го дискутираме во периодот кој што следува.